Од пред неколку дена комплетно е предадено во употреба новото модерно осветлување во градскиот парк во нашата општина. Можам да кажам дека овој проект е еден од поубавите проекти кои во последно време ни се случува во Струмица. Се реновира, се обновија околу 96-7 канделабри со нови, модерни LED осветлувачки тела, кои што овозможуваат многу по-убаво, по-интензивно осветлување во градскиот парк, обезбедуваат уживање на нашите сограѓани во вечерните часови и во убавините на овој наш парк со кој сите се гордееме, овозможуваат позголемена сигурност и онаа што е можеби исто така важно, со поинтензивно, поубаво, поурбано осветлување на некој начин произведуваме и големи заштеди во трошењето на електричната енергија. Тоа е една од заложбите за кое што се заложуваме во наредниот период. Такви модерни решавања на осветлувањата и подобрувањата на нашиот град во смислу на по-урбан изглед ќе има и во други сегменти од градот. Еве во оваа прилика можам да најавам дека во еден многу догледен нареден период ќе почне со изведба и уште еден таков проект. Тоа е проектот за подобрување на осветлувањето на улицата Младинска, кој исто така еден опсежен проект и е лоциран како еден потемен сегмент од нашиот град, кој што така со години на некој начин не беше доволно осветлен. Ова е проект кој што од прилика опфаќа околу 96-7 такви канделабри. Се состои во тоа што неговата оригиналност се состои во тоа што е еден од воведите во онаа што ние го нарекуваме Smart City или паметен град. Тоа се должи на фактот што има околу 24 канделабри и светлички тела кои што трошат околу 80 ватни се сијалиците, околу 64 се со 38 ватна ватност и 9 кои што ќе исто така ќе имаат 80 ватна моќност, меѓутоа суштината е во тоа што во неколку нивоа ќе се променува интензитетот на светлината во зависност од периодот на денот, со тоа што овие 9 кои што се поставени на потегот од споменикот на председателот Борис Трајковски до амфитеатрот, имаат можност за сензорско лоцирање на движење на граѓаните низ овој потек и во тој случај интензитетот се зголемува на 100%, што значи во оние периоди кога нема движење низ паркот, практично се штеди енергија, меѓутоа кога има потреба или кога има движење или кога нашите граѓани го користат паркот во вечерните часови, интензитетот на светлината се зголемува и така на тој начин и безбедноста и изгледот на овој парк се подобрува, ми се чини доста значајно и мислам дека ќе биде еден добро прифатен и убав проект на нашата општина.